проблеми внатре кои ги имаме, кои сме на добар пат да ги решиме. Не гледам причина, освен на вистина националистички побуди од некоја страна, за да се превземе ваков чекор. Благодарам. Една минута, Филип Петровски, поведете. Пак ќе речам, ова е продолжување на геноцидот кој што се врши врз нашата нација. Не треба ни еден државен орган и нашите меѓународни сојузници да поминат лесно преку иницијатива која што во овој случај ево Албанија, меѓутоа пак ќе вратам на Грција, бидејќи во Грција се сменети со закон, со административен акт сите имиња и тоа денеска апсолутно не е познато и ние како држава не правиме доволно напори да го обзнаниме тоа. Ние во минатата емисија зборувавме, вие ме прашавте зошто го викаме Белград, но ние Њујорк не го преведуваме во Нов Јорк, туку се знае, градовите имињата не се менуваат. Едноставно тие ги добиле имињата, а бидејќи овдека не е темата како историски ги добиле имињата, но ги имаат, треба да одговориме која е намерата што сакаат да се сменат тие имиња и што не очекува потоа. Благодарам. Благодарам. Еве добро прашање. Зошто Шкуп, а не Скопје? Тоа беше мојот следен аргумент. Ако одиме во таа логика, сега имаат право и албанците што живеат во Македонија, што се етнички албанци и за кои Македонија е исто така нивна колку е и на македонците, да барат би тоа да се вика манастир, како каде што бил конгресот на манастир за азбуката албанска. Шкупи да се вика Шкупи како било многу порано и како што стои во сите харти. Значи има еден словенизам на топонимите и во Македонија, и ако се оди на таа логика, треба и албанците се да барат зошто Шкопје, Скупи и така натаму. Тоа е истата логика. Мислам дека тоа што е јасно е дека дел од овие имиња не е ствар дали е национализам или не национализам. Дел од овие топоними нема никаква логика и ако е тој став дека тие треба да се сменет, сигурно има некој дипломатски начин. Може 30 секунди, Филип Петровски, поведете. Јас сум убеден дека има логика и дека овој момент не е случајно изберен. Во овој момент македонската држава е на стаклени нозе, одбивањето, односно недобивањето на чист премин во НАТО алијансата. Можно е да се јават структури кои што ќе сакаат да не доточат. Вие добро знаете, нема потреба да ги убедувам сите познавачи и на историјата и на политичките случувања на Балканот, дека тука кај нас се случуваат ретроградни процеси кои што најмногу влијаат врз нашето парче територија. Оттаму ќе се префрлат тука и затоа мислам дека треба да се реагира на време. Благодарам. Ако имате што да докажете, добро. Не се зборува за никакво префрлување. Албанците се во Албанија и дел од нив се и тука. И гледам и во рубриката или представувањето, дел од начинот на кој тоа е представено звучи стварно претенциозно дека нешто стварно се случува. Реално ништо не се случува. Ние зборуваме за еден процес што има историска основа и ништо повеќе. Добро, повторно станува збор за менување на имиња, не е така едноставно. Имате Нема логика да се менуваат имињата, тие се коцки во мозаикот на идентитетот на оние луѓе кои ги создавале тие имиња. Тие се поврзани со легенди, но што пречи, еве и да е се тоа изменето, да е променето населението, во историјата се менуваат, има преселби на луѓето, миграции на луѓето. Која е логиката да се бара промена на името, на вистина не разбирам. Зошто некому би му пречало, не, исто е, слично е како нешто грците го бараат од нас, ние да го снемениме нашето име на нашата држава. Така е. Ама сосема идентично е. Не е фери демоде, како да ве наречам сега вас, Васка Јоневска. Таман заврши втората тема, 9 минути. Во очекување на резултатите после вториот круг, да ги видиме Бисерче и Бојанче, ама овој пат од публиката за прв пат до пирамида. Одиме, Бисера и Бојана! Fina piramida, so gosti se druži, so fakti se zida, za istine služi, postavi si i na cel, brzo reagiraj, od show do biri del, i telefoniraj. Да, телефонирате и вие. 02-309-967 за Филип Петровски, 02-309-962 за Агим Пошкај, 02-309-963 за Весна Јаневска, Добровицер.
Да видиме што се случи. Тука сте некаде, така? Се овој што имаше 38 падна на 31, овој што имаше 31 отиде на 38, овој што имаше 30,1 отиде на 29,5, многу е густо се уште. Повели на твоето место. Дојавме до темата број 3. Воведничар ќе биде господјата Весна Јаневска, темата број 3 носи наслов Здравствена децентрализација пирамида. Тетовската болница ќе стане клиничка. Реакција од опозицијата и од стручната јавност. За едните владата е техничка и нема право да носи такви одлуки, а за другите